Стрелките на часовникот од ноќеска во 3 часот на полноќ ќе се вратат за 1 час назад, што значи од утре започнува зимското сметање на времето. За некои тоа е плюс 1 час спиење. Промената на сметањето на времето на летно и зимско, која се случува веќе подолго време во Европа и кај нас постојат и некои согледувања како тоа влијае на здравјето на луѓето. Истражувањата покажуваат дека 30% од популацијата чувствува одредени промени. Забележани се поголем број на сообраќајни инциденти, поголем број на друг тип на случувања од психичка природа. Едноставно луѓето со промената на времето за некој потребен подолг временски период на адаптација и во тој временски на период на адаптација сепак оние кои се на ризични работи како што се работа на високо, луѓето кои се шофери кои возат и тешки работа со опасни алатки треба во тие моменти да влијаат, да внимаваат и тие неколку дена додека се адаптираат сепак да бидат повнимателни. За полесно прилагодување на зимското сметање на времето, лекарите препорачуваат здрава храна, квалитетен сон и физичка активност. Забележани се поголем број на сообраќајни инциденти, поголем број на друг тип на случувања од психичка природа. Едноставно луѓето со промената на времето за некој потребен подолг временски период на адаптација и во тој временски на период на адаптација сепак оние кои се на ризични работи како што се работа на високо, луѓето кои се шофери кои возат и тешки работа со опасни алатки треба во тие моменти да влијаат, да внимаваат и тие неколку дена додека се адаптираат сепак да бидат повнимателни. Сите оние кои се чувствуваат лошо тие денови, се на работа на работи кои ги набројавме кои се опасни за здравјето, можеби треба да ги одложат тие работи ако не мора да ги применуваат или пак да се повнимателни. Да сите тие примени на здрав живот ги олеснуваат овие тегоби, а другото се оставаме на времето. Психолозите велат дека на луѓето им е потребно еден ден да се прилагодат на новата промена на сметање на времето од 1 час. Истражувањата велат дека прилагодувањето на човекот, односно на неговиот биоритам, е потребно онолку часови колку што часовни зони ќе помине или ќе се променат. Со оглед на тоа, нели со 1 час кога го променуваме времето, потребно ни е 1 ден за адаптирање на човекот на промената на часовната зона, така што нели тоа е во недела ден кога не се работи и може човекот биолошки да си го прилагоди својот биоритам за 1 ден.